Преспа во секој сегмент, без оглед во кој дел да зборуваме, е неминовно атрактивна. Точката од која тргнавме за да ги направиме репортажите за Преспа беше селото Љубојно. 3 дена во Преспа се малку за да се направат сите приказни што може да ги раскаже Преспа. Но сепак избравме неколку за вас и мислам дека ќе ви остават силен впечаток. Еве пристигнавме над Љубојно, во црквата Свети Петар и Павле. Тука ја гледам, ке не пречека доктор Мери Стојанова, таа е етнолог во Заводот Музеј Битола и координатор на проектот Акт за Преспа. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте. Ви благодарам многу што не пречекавте. Благодарам и ви најавив дека ќе пристигнеме, ќе разговарам за сето она што го правите во рамките на проектот Акт за Преспа. Ќе седнеме таму на клупата да си поразговараме. Прво би сакала да ви се заблагодарам за вашиот интерес за проектот Act for Преспа, кој што сметам дека е еден исклучително значаен проект не само за Преспа како регион, туку и за популаризација на сите оние вредности, пред се културни, кои што ги поседува регионот. И не само македонскиот дел од Преспа, туку генерално целиот Преспа регион како еден поширок трилатерален регион. Реално, кога станува збор за Акт for Преспа, навлегуваме во втората фаза, ја завршивме втората фаза, односно втората година, од имплементацијата на овој 3-годишен проект, кој што, како што кажавте и самиот, се реализира со поддршка на EU for Преспа програмата и имплементирана од страна на делегацијата на Европска Унија од Скопје. Сега сме на селото Љубојно. Тука сме во манастирот на селото, потоа ќе ги посетиме манастирите во Грнчари и во Сливница. Ќе посетиме еден дел за археолошките истражувања крај брежето на Преспанското езеро. Меѓутоа она што е битно, бидејќи го спомнуваме проектот, големиот проект ЕУ за Преспа, зошто Европа е толку заинтересирана за Преспа? Јас би сакала да верувам дека тоа е заради неговите културни и природни карактеристики и вредности кои што на вистина поширокиот регион ги поседува и на некој начин според мене Преспа еден долг период останувала можеби и неправедно запоставена, не била во фокусот на интерес нити на многу различни сегменти, на многу различни структури, така да би сакала да верувам дека тоа е причината. Се разбира, тука е и неговата местоположба, Преспа е трилатерален регион, Преспанското езеро, водите на Преспанското езеро и целиот регион го споделуваат трите соседни држави, така да сето тоа на различен аспект, од различен аспект, дава своја додадена вредност на регионот и предпоставувам и на програмата. Преспа очигледно има многу приказни што може да им ги раскаже на европјани. Мислам дека неправедно, како што рековте и самите вие, беше изолирана еден подолг период и еве сега излегуваат на површина толку многу приказни што може да ги слушне Европа за Преспа. Но што значи тоа за локалната заедница, за локалниот народ тука? Пак од социолошко ние знаеме од културното наследство што имаме, што поседуваме и дека тоа треба да го афирмираме. Но што за конкретно за граѓаните на Преспа, за жителите во Љубојно, Грнчари, во целиот регион на Преспа значи овој проект и афирмацијата негова? Повторно, јас тука не би направила некоја резка граница меѓу тој социоекономски и културен потенцијал кој што Преспа го поседува, бидејќи неминовно и несомнено културното наследство кое што Преспа го поседува треба да биде еден од поголемите двигатели на развојот на регионот и во социоекономска сфера особено. Прашањето останува како ние, како граѓани, не само како македонски граѓани, тука и како граѓани или посетители на Преспа, што е тоа што ние можеме да го дадеме и да го побараме за возврат, кога ќе речам побараме во смисла на инфраструктура, во смисла на услови, кои што понатаму би можеле да се
вулгарно вака би рекла, да се продадат на останатите посетители и на луѓето кои што доаѓаат, а се влюбеници не само во културното наследство, на генерално, туку и на природното наследство, бидејќи Преспа во секој сегмент, без оглед во кој дел да зборуваме, е неминовно атрактивна. Act for Prespa е исклучително комплексен проект кој што покрива многу различни сегменти во неговата имплементација. Активностите се однесуваа на изготвување на техничка документација на неколку објекти во регионот на Преспа, помеѓу кои црквата Свети Ѓорги во Ресен, црквата Света Богородица во Сливница, конакот во рамките на истата црква, овај манастир Свети Петар и Павле во селото Љубојно и еден индивидуален објект како представник на традиционалната архитектура на Преспа, кој што исто така се наоѓа во селото Љубојно. И на крајот, пред да завршиме со разговорот и да заминеме кон другите дестинации што ги договоривме, многу е битно за нашите гледачи, за читателите на нашиот онлайн медиум, да кажете нешто и за соработката со партнерите. Како тече таа во вредносен аспект, како они гледаат на нивното учество во овој голем проект. Так, програмата на EU for Prespa реално е нестандардна или невообичаена за проекти кога станува збор од типот на проекти за прекогранична соработка, бидејќи 90% од вкупниот буџет на проектите задолжително мораше да биде искористен за средства и за активности кои што се имплементираат на територијата на македонскиот дел од Преспа. Останатите 10% можеше да бидат споделени со останатите партнери во проектот, меѓутоа пак да се однесуваат на активности на поширокиот Преспански регион. Така да сметам дека моментот на прекограничната соработка, моментот на меѓуинституционалната и меѓучовечката соработка може и треба да биде еден од клучните моменти на кои што треба да се фокусираме во наредниот период. Многу ви благодарам за разговорот. Не завршува тука, како што најавив и на почетокот нашата средба. Продолжуваме кон дестинациите што го договоривме. Сега сме во комплексот на манастирот Свети Илија во Грнчари. Треба да кажеме дека овој манастир не е опфатен со проектот EU за Преспа, но сепак е опфатен со други европски проекти, што само зборува за тоа колку е интересот на Европа, како што кажавме на почетокот на разговорот, тука за да помогне афирмацијата на она што е културно наследство во Македонија и во Преспа. Кажете ми нешто повеќе за работите на овој манастир. Овој манастир Свети Илија во село Грнчари е дел од инфраструктурните активности кои што се одвиваа во рамки на проектот Свети води. Ова е проект кој што е завршен пред повеќе години, меѓутоа се реализираше во рамките на програмата за прекогранична соработка Интерекипа помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија. Проектот опфаќаше поголем број на партнери, помеѓу кои општина Преспа од Грција како водечки партнер, општина Ресен, Сдруженијето за заштита на Преспа, Завод и музеј Битола и Ефоратот на антиквитети од Лерин. Проектот, како што се споменав, вклучуваше поголем број на активности, меѓутоа дел од тие активности, за жал, најголемиот дел од тие активности се одвиваа во периодот на COVID, така да нивната реализација не може да речам дека беше лесна. Во секој случај, како главна инфраструктурна активност која што Завод и музеј Битола ја реализираше тука, беше конзервацијата токму на црквата Свети Илија во Грнчари, која што потекнува од 13 век. Тоа е една специфична црква, иако е мала, меѓутоа по својата културолошка вредност е исклучително значајна и секако представува еден значаен сегмент од спомениците кои што се под надлежност и се под заштита на Завод и музеј Битола.